Сите велат дека коронавирусот ќе донесе сериозни преискушенија на социјален, здравствен, но најмногу и веројатно многу индикативно ќе биде како да се справиме со коронавирусот, особено од аспект на светската економија. Уште не го употребувам зборот рецесија, но факт е дека веројатно ќе мора да се соочиме со значителни ограничувања. Благодарам што дојдете, професоре. Благодарам на поканата. Кажете ми од аспект на совладувањето на предпоставки дека можеме да влеземе во сериозни економски искушенија. Што според вас, вие бевте и дел од експертите кои беа во владиниот тим, што според вас владата треба да направи како приоритет? За прв пат ми се чини дека опозицијата останува на едно ниво на политичка конструктивност која вели направите се, ние нема да правиме обструкции како на нивото на Кире Наумов кој пишуваше представки да не се даваат обврзници. Сега вас ве прашувам, што според вас е во овој момент економски и финансиски приоритет, пред се финансиски? Не само што не правиме обструкции, туку и помагаме колку што можеме и колку што другите ќе побараат и може да прифатат и абсорбираат. Значи, уште еднаш добро утро на вашите гледачи. Сакам на почетокот да истакнам дека оваа пандемија е привремен, да речам, ефект, привремена криза. Но економските последици, економската рецесија, што веќе тропа на вратата на светската економија, глобалните економии во Република Македонија, тоа очигледно, доколку не биде третирана, пресретната со робусни, брзи, одлучни мерки, може да биде долготраен феномен, односно ефект. Кога велам привремен за здравствениот проблем, тоа го покажува досегашната историја на вакви епидемии, кризи и така натаму, почнувајќи од средниот век, големиот грип или шпанскиот грип после Првата светска војна, кога 50 милиони за жал животи беа загубени и така натаму, но економските последици се начин. На почеток, основен приоритет е здравството, здравствените работници, да се обезбеди со се што треба, со се до што може да се дојде. Видите сега, за жал, кога велиме се што треба, има ограничувања на светскиот пазар. Ниту една компанија во светот, ниту една земја не била дизајнирана на тој начин да може да има залиха или да произведе за краток временски период заштитни материјали, заштитни средства од типот на оние вистински заштитни маски, да речеме, од тип N95, кои што треба да се остават за лекарите за медицинскиот персонал. Понатаму машините или апаратите за помош при дишење на тие што им е потребно, комбинзони и така натаму и така натаму. Вклучително и прекувремена работа платена, бонуси за лекарите. Значи тоа е врвниот приоритет. Кинезите од Вухан, кои што поминаа за ова, кинеските доктори кои што доаѓаат и делат многу сериозни совети, корисни совети на земјите најзафатени од кризата, укажуваат на тоа дека ние направивме една грешка што недоволно на почетокот го заштитивме медицинскиот персонал. Водете сметка за тоа. Значи, тоа е врвниот приоритет. Максимум средства. Понатаму, ниту еден приоритети, ниту еден граѓанин, ниту еден вработен до пред кризата во Република Македонија не смее во наредните неколку месеци да остане без приход, без доход. Понатаму, ниту едно мало предпријатие, ниту еден бизнис, да речеме од типот на мал хотел, ресторан, транспортна компанија не смее да престане со работа, да биде доведена до банкрот како резултат на оваа несрекна трагедија. Ниту една компанија не смееме да дозволиме која што успешно функционирала, дали е домашна, странска, мешовита, да ги прекине своите врски со добавувачите, со доверителите, со работниците во крајен случај, затоа што ова ќе помине. Но ако направиме грешки и пропусти на економски план, може да се случи страдањата од аспект на животниот стандард, а животниот стандард е поврзан повторно со здравствената состојба на нацијата, би биле значително големи. Професоре, тоа предпоставува дека освен овој социолошки феномен, дали ќе се свестиме за висок степен на солидарност, меѓусебна зависност, дека и во економска смисла товарот
треба да биде рамномерно распореден, рамномерно во однос на совладувањето на економските последици врз тоа. Според вас, дури во една јавна изјава рековте дека не е ништо месечно државата да се задолжи 110 милиони евра да издвои од буџетот, што е 1% од бруто општествениот производ. На 3 месеци колку тоа би траело, или 4, тоа било 400 милиони. Во која насока и што треба да се прераспредели дел од буџетската потрошувачка, ако тврдите дека малите не сме да банкротираат, не може и не сме да дојде до отпуштање, значаен дел на секундарните дејности, туризам и така натаму се соочат со кризи. Што тука треба да се направи? Значи, вака да не се разбереме погрешно, не е кажано дека не е ништо, 110 милиони, тоа се значителни средства, но тие се неопходни. Видите, ако вака кристално јасно ги поставиме работите и ги разбереме, многу ќе е полесно и во јавноста да ги прифаќаме мерките што се неопходни во овој случај. Видите, во првата фаза на, да речеме, затварање на стопански објекти, на останување на вработени кои што дотогаш работеле дома. Ова треба да го сметаме. На што мислам? Мислам на тоа што прво кога се затворија образовните институции и други и се дозволи родители на деца до 10 години, што е нормално да останат дома, барем еден од родителите, во тој случај веќе имате трошок што тече. И понатаму со мерки. Тоа е парадоксот овдека, иронијата. Значи, за да го спречите, за да ги намалите последиците вкупни, долгорочни од кризата, вие сте принудени да преземате мерки кои што водат во рецесија. И од тука, затварањето на гостителските објекти, да речеме, сите други институции, шопинг моловите, треба да се свати како мерка за заштита на јавното здравје. И така треба да се третира. Јас велам дека нема никаква разлика меѓу буџетските средства што преку Министерството за здравство ги трошиме на опрема во болниците, на плати за лекарите, бонуси, прековремена работа, маски и така натаму. Значи нема никаква разлика меѓу тие буџетски средства и буџетските средства што треба да им ги дадеме на фирмите како поддршка за исплата на плати на вработените да останат и понатаму вработени, иако моментално, да речеме, работат со скратено работно време, се на принуден одмор, да останат во тие компании. Се директно на вашето прашање, ако се согласиме, а мислам дека веќе се надзира консензус во општеството за овој пристап. Оние 110 милиони евра ја справев некои проценки, тргнувајќи од приоритетите, и мислам дека нема значителни несогласувања, барем од информирани економисти и институции, дека тоа е цифрата, 1% од бруто домашниот производ, која што би била потребна за подмирување на овие потреби, вака дефинирани. Значи, кога велам дека треба да тргнеме од тоа, тоа значи дека од буџетски средства треба да се помогне за исплата на плати. Мислам дека оптималниот износ, кој што ево и опозицијската партија ВМРО-ДПМН во неколку наврати го има предложено, е некаде 50% од бруто платата, износот на бруто платата што би дошло некаде 70-80% од платата која што ја земат вработените. Како буџетска поддршка за оние најзасегнати, да речам, сектори. Понатаму, исто така, треба да се води сметка дека обврските на компаниите, на граѓаните, течат и во вакви услови кога тие остануваат надвор од работниот процес, кога нивните работодавци, односно фирмите, предпријатијата немаат приход. Знаете, добар дел од фирмите во малите бизниси, тие ликвидност ја обезбедуваат од дневниот промет, од дневниот пазар. И сега кај ќе обезбедат средства, да речеме, за исплата на плата. Од тука предлогот, нели, беше не од април, мај и така натаму, туку веднаш од месец март оваа поддршка да им биде понудена на предпријатијата, затоа што ако чекаме ние со априлската плата која што се исплаќа во мај, мислам дека ќе направиме поголема штета од штетата што ја прави коронавирусот, затоа што луѓето ќе треба да останат без средства за живот, без средства за екзистенција. И сега уште ова да заокружам со обврските. Јас во неколку наврати спомнав, ево ќе искористам оваа прилика, фигуративно се изразувам, мислам дека тука треба времето, часовникот да го застанеме.
како што правиме зимско-летно сметање на времето, нели манипулираме со времето ние. Да го застанеме часовникот на 17 март 2020 година во 18 часот и 5-6 минути, кога председател Пендаровски прогласи вонредна состојба во Република Македонија. Што значи тоа? Тука обврските на граѓаните по кредити, обврските на фирмите по ануитети, камати, кирии на фирмите, кирии на нашите граѓани кои што живеат кај изнајмени станови, приватни работи, застануваат, тие остануваат на книгите. Во книгите. Има време како тоа да се реши. Експертите знаат како тоа да се реши. Дел ќе се префрли во банкарскиот сектор, кој што ќе биде подоцна помогнат. Сега, за сето ова, исто така, треба да се обезбедат средства од надвор. Сакам да искористам прилика да кажам дека ние сме земја која што ја нема таа привилегија, тој луксус на големите економии, како што е американската, еврозоната, кои што имаат еврото, банката на Англија, јапонската централна банка, кои што можат да печатат пари, и препорака да не се возбудуваме на оние износи баснословни што ги слушаме за интервенции. Тие се повеќе за заштита на пазарите, развиените берзи кои што сега колаборираат. Ево сега, пред да влезем во студиото, прочитав дека утрово со отворањето на европските берзи повторно се минус 4%, и тоа значи дека ова работа за тоа малце подоцна ќе разговарам, уште се задржиме дома околу пакетот, па да се вратиме на тоа од каде би нашле пари. Тоа е прашањето на задолжувањето. Прво околу пакетот. Што договорихте во владата експертите? Што од ова што вие го предлагате и тоа што владата излегува е прифатливо за брза интервенција? И на крајот има една работа која помалку збунува, а тоа е паралелно со владините мерки, лидерот на излезе и Мицковски со дел од неколку проекти, но лидерот на СДСМ Зоран Заев, чија влада ја предводи Оливер Спасовски, има таксативен прилог од предлог мерки, при што ми се чини дека тоа е тежок поише од 200 милиони евра, како што вели економскиот тим на СДСМ, за разлика од вас кои тврдите дека со 100 милиони евра месечно би можело да се санираат. Значи неколку месеци, тоа се повеќе средства. Сега, пазите, прво, мерката, ајде, ова е дел од... Може вака, пред да тргнеме на таксативните мерки, да појасниме за гледачите. Во саботата имаше трочасовен состанок, средба во просториите на владата на Република Македонија, нели, која што ја раководеше сега техничкиот премиер господин Оливер Спасовски, на која што беа повикани, како што беше известена јавноста, експерти од универзитетите, од МАНУ, владени експерти, стопанственици, представници на стопански комори и така натаму. Значи, таму не се одлучуваше ништо, дури немаше дебата, дискусија меѓусебна. Целта на организаторот на средбата беше да слушнат, беше половина влада, односно економските министри, предлози, идеи. И мислам дека тоа беше добар потек. Ево, јас лично имав таму дискусија и го поздравив. Отприлика, нели, кажав дека треба тука да се расчисти околу големата слика, после деталите полесно ќе се вклопат во таа голема слика. И тука тоа завршена тоа. Сега, кога спомнавте, дозволите мал коментар на она што слушнавме вчера на пресот на господинот Заев, читајќи после како известуваа медиумите пред се овие електронски социјалните мрежи и така натаму, настапот беше таков што се создаде илузија дека тоа се мерките. Луѓето така разбраа. Ево сега, например, администрацијата ќе оди на, јавната и државна администрација ќе оди на минимална плата. Луѓето веќе тоа така го разбраа, затоа што господинот Заев, веројатно не успевајќи да разбере дека не е премиер во моментов, настапи како да е премиер. И мислам дека со тоа, ова навистина го мислам, му ја отежнува работата на вистинскиот премиер, оној кој што раководи во владата и економските министри во владата на Република Македонија, ја отежнува нивната работа затоа што создава непотребен шум. Сега, мислам дека она адхок тело кое што го формираше
премиерот Оливер Спасовски, кој што треба да се состанува на неделна основа, на некој начин бе ставено ад акта. Добро, меѓутоа факт е дека и Мицковски реагираше со сугестии, не можеме да му го одземеме правото и на лидерот на владеечката партија. Велам за настапот требаше да биде многу поумерен. Неколку пати да се нагласи дека тоа се предлози до владата на СДСМ. Мислам, ова беше еден арогантен настап кој што беше разбран дека тоа е дека нема простор за никакви други мерки. Сега, ако сакате, можеме да... Со дел од мерките нешто и кажете. Меѓутоа, во она што го предлага Заев и предполагам, веројатно овие денови ќе се разговара, инаку министерката за финансии Нина Ангеловска ќе дојде во брифинг, откако ќе се искристализираат владините мерки на интервенција во економијата, фирмите и така натаму. Тоа што на оден начин е веројатно оно што велите се од домаќини, дека сите влегуваме во фаза на урамниловка, а тоа е сите ќе примаме 14.500 колку што е минималната плата. Тоа е предлог само. Во наредните... Се надам дека нема да се прифати од страна на владата. Ако не го прифатиме тоа, имали резерви, имали на оден начин од каде можеме да рефундираме пари за регуларните плати, односно на колку би требало да се намалат платите во јавниот сектор зборувам. Добро, за приватниот сектор кажавме ние, најпогодените сектори. И сега тоа е работа на проценки, на техника, на мерење. Од државниот буџет да се исплати 70 до 80% од нето платата. Тоа е исто како да кажете 50% од бруто платата. И сега има една друга работа. Нето плата ќе исплатиме, меѓутоа и Заев и другите сугерираат дека придонеси да треба да ги платат фирмите. Тоа е една контраверза. Тоа е таква контраверза. Мислам дека не е доволно анализирано и промислено, со тоа што ако исплатите минимална плата и на тоа работодавачот треба да внимајте кој што нема приход сега, нема од каде. И сега, ако треба да исплати 45% до 50%. Од 50% ќе ги оставите луѓето со 7.500 денари да го поминуваат месецот. Мислам, тоа е безсмислено. Од тука треба, мислам, поприфатлив е овој предлог, што го кажуваме за приватниот сектор. Видите, оние компании кои што имаат некои резерви, можат да исплатат и над тоа што ќе им го понуди државата како субвенција. Велам за оние што се најзасегнати. Внимајте, затоа што треба да се направи градација. Некои бизниси во моментов работат, некои по сила на приликите, маркетите, апотеките и така натаму дури имаат и зголемен промет. Тие сигурно нема да се обратат за поддршка, помош од аспект на солидарноста. Кај јавниот сектор веќе почнува да се гради консензус, мислам дека државната јавната администрација. Секако се согласувам дека одредени сектори што беа спомнати вчера издвоени, нема дилема тука. Здравствените работници, здравството, армијата, полицијата и други, кои што се витални за одржување на здравјето на граѓаните, јавниот ред и мир во оваа ситуација, мерките за заштита од ширењето на коронавирусот треба да не само да останат со тековните примања, туку да добиваат и одреден надомест за прековременна работа, мотивацијски бонуси и така натаму и така натаму. Чекайте, само еден момент. Погледнете, администрацијата, сакам да кажам ова да завршам мислата. Кај администрацијата постои кај нив разбирање, консензус и мислам дека би прифатиле да ја делат судбината на останатите во приватниот сектор, договор за двомесечно намалување на платата, не урамниловка, туку платата што ја примале на некаде 80% ево да речеме. И тоа е работа на проценка, меѓу 70 и 80%. Затоа што имајте и во државната јавната администрација има вработени кои што сега работат со зголемен напор. Ево земете Министерството за финансии кои што сега деноноќно работат на дизајнирање на, да речеме, на мерки и на најповолни услови, испитување на најповолни услови за обезбедување на средства, тие луѓе да ги ставите на минимална плата или помалку од тоа. Околу ова има консенсус, да речем. Банките ќе ги одложат сите кредити на граѓаните и фирмите до јуни. Тоа ќе биде со билатерален договор меѓу клиентите и банките и колку и на каков начин државата треба правно и економски да реагира. Правно во однос на уредба со која банките тоа ќе имаат можност маневарски,
Правниците во тимот на господин Спасовски најверојатно ќе изнајдат начин за тоа. Тоа е правна и техничка работа во која што јас не сум експерт, не би навлегувал. Јас бев меѓу првите и сега ова што го кажав со застанување на времето фигуративно, кој што дури и понуди решение. Ќе се зголемат и без тоа би се зголемиле. Знаете, кога не можете да плаќате, не можете да плаќате, така? Ануитети, камати и така натаму. Ке се зголемат така наречените нефункционални заеми во билансите на банките. Сега во наредна фаза, кога Централна банка нели понуди да имат регулатива, или има регулатива која што се менува или е променета, дека веднаш се дава сигнал црвено светло што нели некои кредити стануваат, влегуваат во таа фаза на нефункционални, да речеме, во зависност од тоа колку доцни оној што бил кредитобарател. Тоа значи дека банките ќе бидат ослободени од Народна банка на маргина на задолжителни издвојувања. Да, точно тоа е веќе во функција. Значи тоа остава слобода простор на ликвидност кај банките. Сега, овие порастот на нефункционалните заеми во билансите на банките има механизми како ќе се решава Централна банка и на крајот кога ќе го затвориме кругот, само уште кога ќе го затвориме кругот, јас го имам кажано да го повторам уште кај вас, со буџетски средства ќе ги докапитализираме банките. Тоа го правеа сите држави кои што има проблеми со банкарските системи. Внимавајте, Ирска, кога пропадна најголемата банка за време на големата криза 2008-2009 година, имаше во една година буџетски дефицит од 37%. Чекајте само еден момент. Нашите гледачи веројатно дел од ова, да речем условно стручен диалог, тешко може понекогаш и да го разберат, зашто сите очекуваат околу банките одложувањето на кредитите. Истовремено значи дека наплатата на каматите за одложување нема да бидат наплатени. Нема казна на камата, нема засметување на камата, нема плаќање на ануитети. Ево да речеме, ви имате стамбен кредит во моментов. Треба наредниот месец да издвоите 12.000 денари. Немате од кај да ги издвоите. Тоа е замрзнато. Се до стабилизирање на состојбата. Има уште една мерка, пазите, 50 милиони евра. Обврските остануваат. Значи, обврските остануваат. Не, тоа не е спорно. Но не се зголемуваат како резултат на тоа што вие не ги сервисирате. Добро, овие 2 до 3 рати ќе се кумулираат на следните или кога ќе имаш пари ќе ги вратиш? Тоа е техничка работа, кога ќе се стабилизира состојбата, се врши репрограм. Велам, станува збор за техничка работа, ама треба да бидете способни, како што сме биле пред кризата, нели најголемиот дел од граѓаните, фирмите ги сервисираат своите обврски, така ќе биде и во моментот кога ќе уште малце многу е важно. Заев предлага нови 50 милиона евра ефтини кредити преку комерцијалните банки и видите внимателно со процент од со камата од 1%. Тоа врши на одреден начин притисок и во кредитно-монетарната политика и на начин на кој некој може да биде фаворизиран. 1% е 300% помалку него што сега се каматите. Кој тоа ќе го рефундира за да се постигне маргината од пазарната вредност на каматите? Видите, ова ние за време на кризата, не 50, имавме во неколку наврати 100 милиони евра, 70 милиони евра од Европска инвестицијска банка, кои што државата ги добиваше под многу поволни услови. И преку Македонска банка за поддршка на развој, да се разбереме, ова банка не е комерцијална банка, нема капацитет да оценува кредитни ризици, да дистрибуира средства, да следи наплата и така натаму. Тоа ќе оди повторно преку комерцијалните банки, но тоа се повторно свежи пари. Така што не 50, туку да речеме да имаме 150 милиони и сега видите во воредна ситуација, јас го разбирам вашето прашање, нели, за таа нееднаквост, ама во воредна ситуација треба да прифатиме и воредни мерки околности. Добро, Трајко Славенски, екс-министр за финансии, универзитетски професор на економски факултет, дел од тимот на Мицковски околу изборната програма и особено финансиските и економските текови. Гостин во утрински брифинг, бидете внимателни, ќе бидеме уште 10 минути на оваа тема. Професоре, сега доаѓаме до она што е практично прилично важно прашање. До пред 3 недели викавме дека
мобилен ни е, добар ни е буџетот, полн ни е буџетот да се справиме со оваа криза и сосема нормално е да се признае грешка во проценките, додека бидејќи тоа се непредвидливи турбулентни времиња. Сега сите зборуваат за итен и обемен буџет. Тој итен и обемен буџет. Од каде ќе најдеме пари на финансиските пазари? Што е приоритетно, бидејќи обврзницата, за која можеме да сметаме на 600 до 700 милиони, не може да се ефектуира најмалку едно 6 до 7 месеци, можда и година дена. Значи, прво, очигледно е дека има доцнење, неснаоѓање во оваа ситуација. Видите, првите знаци, првите сигнали дека и македонската економика трпи последици од оваа здравствена па економска криза почна да доаѓаат уште таму на почетокот на февруари. Нека се пролистаат по економските списанија весници некои менаџери на македонски компании со странски капитал кои што се во синџирот на снабдување од Кина почна да алармираат дека имаат работа за 2 недели, 3 недели и така натаму и така натаму. И тоа беше знак дека нешто големо доаѓа. Понатаму, јас лично на 4 март на медиум гледан предупредив дека не треба да се залажуваме дека тоа што буџетот во јануари и февруари бил во одлична, да цитирам, кондиција, не може, овие зборови ги употребив, дека може да колабира за едноденонокие буџетот. И сакам да кажем дека се пропушти, овдека неделите или месец се многу важни. Однапред ја можам да ве разберам да го рецензираме минато, да се концентрираме на решенијата што може да биде. Сега што стои сега во овој момент на пазарот достапно за македонските финансиски институции. Уште еднаш да го поздравам пристапот и на институциите, Министерството за финансии. Јас во саботата пред овој состанок што спомнав претходно, бев повикан во Министерство за финансии, имав средба со господјата Нина Ангеловска, незиниот тим за управување со јавниот долг, тука беше и заменикот господја Ширете Елези и заменикот Гордана Кочовска-Димитриевска, дополнителниот и така натаму. Значи има консензус, има разбирање, затоа што имајте, како што кажете вие во почетокот, тоа треба да биде според законската регулатива сега, кога имаме техничка влада, треба двоен подпис. Тоа веќе е надминато е направено. Видите, ние тргнавме, моја препорака беше да се тргне од она што може најбрзо и најевтино да се добие. Меѓународен монетарен фонд има посебен инструмент за брзо финансирање. За жал, сумата е ограничена, некаде она што го спомна на вчерашна пресконференција господица Нина Ангеловска, 87 милиони американски долари, и тоа е дел од нашата квота што имаме во Меѓународен монетарен фонд. Но јас чомуски укажав и мислам дека Меѓународен монетарен фонд во деновите што следат, следејќи ги изјавите на господјата сега овој директор на Меѓународен монетарен фонд Кристалина Георгиева, Кристалина Георгиева, дека тие имаат на располагање капацитет од 1000 милиарди долари за оваа намена, дека Меѓународен монетарен фонд ќе обезбеди дополнителни средства. И тие се најбрзи, без услови, внимајте, не е тоа аранжман, некој стендбај од кој што имаат уплав македонските граѓани од минатото. Понатаму сите средства кои што може да се обезбедат од Европската унија, преку Светска банка за наредниот месец-два. Видите, вака да охрабриме јавноста дека буџетот во моментов функционира, иако од ден на ден запаѓа во потешка состојба, има одредени резерви. Резервите се во кратење на сите непотребни, не суштински трошоци и така натаму и така натаму. Дали тоа ќе направат со ребаланс или со во рамките на тоа кратење би требало да дојде до израз овој социјален солидарен пристап на секој да го понесе товарот од јавна администрација. Понатаму на буџетската сметка девизна во Народна банка, од оние средства што сме ги обезбедувале за задолжување, функционирање и така натаму, има некаде 60 на милиони евра и слично. За почеток има средства да започнат да се спроведуваат мерките од снабдување на здравството со се што е потребно до почнување со поддршка, дури како што кажавме со мартовската плата за оние најпогодените сектори. И сега, проблемот е што
во овие услови, кога светот е затворен, кога институциите и финансиските, да речем, работат со половина од капацитет, нема можност техничка и правна за издавање на евроврзница. Јас сум учествувал во еден таков процес, знам што тоа значи, треба да ја подготвите, рекламирате и слично. Од тука оправдано е... Што е другата адреса каде што треба? Светска банка? Не, кажавме, ама тоа се пак недоволни средства и не знаеме кога ќе стигнат. Значи, овој заем што е најавен, како заем пред издавање на обврзница, тоа веќе е акцептирано, подпишано е како согласност и од сега техничкиот заместник. Така и комерцијалните банки се задржани. Да. Тоа е краткорочен заем. Комерцијалните банки кои што и онака во одредени околности се заинтересирани да купуваат евроврзници издадени од државата Република Македонија, сега се очекува да бидат подготвени да ни поземат средства на краток рок на 12 месеци и после тоа да се издаде евроврзница која ќе се нормализираат околностите и да се врати тој заем. Значи мислам дека јас сум оптимист дека нема да имаме недостиг од средства за алиментирање на овие потреби, приоритети кои што ги спомнавме. Што правиме со, да речем условно, со можноста кај домашните банки да се имобилизира дел од нивниот капитал? Тоа обично Народна банка го прави преку записи и така натаму, на една интерна и интервентна обврзница. Вака сега, за разлика од она што го спомнав во почетокот, да објасниме за вашите гледачи накратко, за разлика од централните банки на големите држави, дали Америка, Европска унија и така натаму, кои што го снабдуваат системот со ликвидност, впрочем печатат пари, напротив, нашата монетарна политика во минатото заради одржување на макроекономска стабилност, режимот на фиксен девизен курс е сведен на тоа што Централната банка повлекува ликвидност. Сега треба во координација со Министерство за финансии, значи координација прецизна. Тоа го правевме и јас кога бев министер за финансии 2008-2009 година. Значи прецизна координација да се дојде до оптимум. Ево на пример што може да се направи. Намалувајќи ја каматната стапка на благничките записи, она референтната сега од 2 на 1,75. Мислам дека Централната банка има и такви предлози, може да оди и со натамошно намалување, со тоа што ги сите оние кои што сакаат да вложат пари во благнички записи, ќе ги пренасочи кон државни обврзници. Сега парите му се потребни на буџетот. Ама како тоа ќе направи тоа? Не е пазарна логика, са ти од една страна намалуваме каматна стапка, нели? Пазарна, не, таа каматна. А од друга страна ќе им кажете на банките купувајте по задолжувајте се и од сооткуп на обврзници. Не се задолжуваат. Тие даваат кога откупуваат банките обврзници, кога купуваат, даваат пари. Тие даваат пари. Но тоа е пазарот, видите сега, пазарот финансискиот пазар и во нормални околности е регулиран, а и сега можете дополнително да го регулирате. Има и други резерви, нели, кои што во системот постојат, кои што можат како домашни да се искористат, но тоа е да речем да го ставиме за некоја друга прилика. Добро. Уште еднаш да се навратиме на сумарумот. Дел од пакетите кои, да речем условно, лидерот на СДСМ ги предлага се крајно рестриктивни. Сите по 14.500. Вие предлагате тој цензус да биде распореден според 20 или 30% намалување на платата. Не, видите, ние немаме, јас мислам дека ако мислите лично, јас изразив лично мислење. Мислам дека како солидарност во целата таа ситуација, јавната државната администрација без овие сектори што ги спомнавме, издвоивме, е подготвена да ја плати таа цена, да има пониски месечни примања, да речеме за 20-25%, а никако на минимална плата. Затоа што внимавајте, има еден друг фактор. Видите, во економијата многу работи се контраинтуитивни. Значи не треба секогаш по интуиција дека она што изгледа навидом добро нема некои други последици. Видите, на тој начин намалувајќи ја до максимум куповната моќ на населението, не само што го загрозувате, ја загрозувате нивната екзистенција, како што кажавме, туку ќе ја угушиме и оној дел од економијата што има услови да продолжи да функционира и во овие ворени околности. Во вакви околности треба
да се искористат сите можности за стимулирање на бизнисите, на економијата, дури и преку потрошувачка. Така е. А оваа мерка непромислена води кон рестрикција и кон угушување на оние делови од економијата што може да работат. Професор, уште за крај, од каде ќе елементираме приходи за пензискиот фонд? Со оглед на тоа дека сега реално ќе се намалат придонесите вкупни од платите ако се сведеме на овие рестриктивни мерки. Дали тоа ќе и натаму ќе биде со социјални трансфери од државниот буџет на пензиските фондови? Во она сума што ја спомнав, 1% од бруто домашниот производ месечно, и тоа е вкалкулирано да може да се продолжи со непречена исплата на пензиите, затоа што нели тука нема игрење. Добро. Поштовани гледачи, тоа беше професор Трајко Славенски, екс-министер за финанси и човекот од доверба за финансискиот и економскиот развој на опозицијската ВМРО ДПМН. И на граѓаните на Република Македонија. Во овие услови. Се разбира, да. И од тие причини најчесто сте гостини. И благодарам уште еднаш што одвоихте време. Благодарам на поканата.